Јако. Јако. Кај сме? Се стемнува. Осеќам дека доаѓаат по нас. Шо прешана? Да, и треба да најдеме концепт зашо ќе снимаме. Ќе поминеш граница, Дритон. Дритон, прием. Талентиран си. Ама за ова уште немам изгледан туторијал. How do I look? Добар сум, добар. Не, добар. Јако се. Благодарам. Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритон! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Моје станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас за двоан, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а џиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Како и претходната година, време е да се подсетиме на највпечатливите работи што ни се случија. Ако, например, Дојранското чудо. Видите на Дојранското чудо? Сега ќе видите. Во оваа епизода тргнавме на мисија да го најдеме чудото. Сигурно се прашувате што е тоа. Ни јас, ни Дритон не знаеме. Мислам дека го откривме првото дојранско чудо. Детското одморалиште Титови пионери во близина на селото Николич. Дизајнот на летувалиштето совршено се вклопува со езерскиот пейзаж и е вистинско архитектонско чудо. Чудото, драги гледачи, испадна дека е грижата и соработката на луѓето кои го сочувале езерото од исчезнување и околината чиста. За ова уште немам изгледан туторијал. Си фатил работа со погрешниот риболовец. Ова може. Истражувањето ни одеше многу добро. Научење нови вештини, не баш. Ова е многу добро за салата. Затоа неретко ни беше потребна помош од стручни лица. Ние дојдовме по нашиот курс за риболов. Нема проблем, ајде влезете. Трско.
Ова е таа трска. Значи ја јадицево ја закачуваме одека. Сега ставаме пченка. Ова го пуштаме во вода. Сега натам ќе фрлиме. Ајде. Ете. Абе, Ана, може ова да е чудото? Поривот за учење не натера малку да скршнеме од градските улици и автопатите, откако дознавме дека постои нешто што се вика обратна миграција, од град кон село. Па тргнавме да провериме дали системот нуди некаква поддршка или мораш сам да си изградиш нов систем. Имавме можност да запознаеме прекрасни домаќини кои ни ги споделија нивните животни приказни, но и да посетиме забрзан курс по домаќинство. Новиот предизвик е кој ќе успее да исцепи повеќе дрва за 1 минута. Губитникот бере пиперки у бавча. Спремен? Јас сум спремен. Кажи кога си спремен да уклучам стоперите. Може. Ајде. Ајде, едно. Уште еднаш ова може? Ако го правиш за подпал. Браво. 3, 4, 5, како си ти ткинисан, чечкалици ќе ги правиш, браво. Ајде, имаш уште 15 секунди. Нека не те фаќа паника, ајде. 5, 6, така. 7, Ајде, дечко, види го домаќин Ајде. човек. Еј, шо човек. 8, Вака да толку беше минута. време. Ме се тука. Ти вежбаше предходно? Може, ајде. Ајде. Оп. Опа, Ја. едно, Едно. 2, 3, 4, 5, а, имаш уште 30 секунди. 6, 7, Абе, види, може уште една за пробам по? 8, Не. 9, 10, ајде. Не мораме. Овде собери, расчисти се кидата вратија на место и да. ќе се слушним. Важи, тука ќе бидете вие? Тука. Ајде, и Ево, овие овде други сме. да ќе ги сепам сега од нервоза. Кај е Корпа? Враќањето на село денес не значи и враќање на начинот на живот во кој живееле луѓето во 19 век. Денешните селски заедници се обидуваат да се одвојат од постоечкиот економски систем и да живеат како слободни луѓе во така наречениот систем на самоодржливост – off the grid. Кој знае, може би се пионери на нешто што допрва доаѓа. Или пак, сето ова е некаква утопија. Им посакуваме многу здравје и секако слобода. А ние се вративме назад во градот, каде што не пречека истата гледка, која што ја оставивме позади нас кога тргнавме на ова патување. Истите гужви во сообраќајот, овој пат од работното место кон дома, во зградите на домување на работничката класа. Дритон повторно го постави истото прашање. Има ли човек кој во некој момент не се запрашал дали ова навистина животот кој сакам да го живеам? Но градската џунгла е посебен вид на екосистем. Бетонски ѕверки се издигнуваат за секој агол, секоја со своја приказна и функција, а со однесување на споменик. Но како ние се однесуваме со таквите споменици? И дали максимално ги користиме удобствата и убавините што ни останале во наследство? Во потрага по одговори, стигнавме и до соседна Бугарија. Тргнавме на пат до Шумен, во превод, прилично далеку. Се надевам патување во Надритон ќе има смисла. На патот се сретнавме со еден проблем.
кој е вообичаен кај социјалистичките споменици, а тоа е бројот на скали до споменикот. Еј, полека, знаеш колку скали има догоре? Баш затоа, ајде побрзо, да стигнеме побрзо. Овој пат имаме точно 1300 скали за искачување. Како споменици за народот, некако се многу дискриминирачки кон луѓе што не вежбаат кардио. Значи, Вака одблиску е многу поинтересно, морам да признам. Личи како помалку застрашувачки, како збир од кубистички бетонски статуи сместени во модернистичка геометриска зграда. значи мораш баш се да изрелативизираш. Многу е јако. Многу важна работа што ја научив беше тоа што враќањето на исто место повторно не значи враќање назад, туку значи подлабоко проучување и запознавање со местото. Се наоѓаме во непосредна близина на Кале, пред еден од незначајните споменици на културата во Скопје, црквата Свети Спас. Ова е местото. Да, ова ќе да. Осеќаш таква некоја историска аура, како да има некоја тајна, некоја скриена. Баш. Ја најдов тајната. Гробот на Гоце Делчев. Слушаш музика? Мислам дека е... Може... Чекај. Мама. Мене ми звонеше телефонот, мајка ми бараш. Заборев на сајлент да го ставам. Многу си интересен. Чекај. И сега Како само да доаѓа некако од... Да. Од внатре? Видиш однавр како изгледа скромно. А внатре како бункер. Ама не разбирам што е мистеријата, што точно бараме. Културно наследство. Требаше да си прочитаме нешто пред тоа. Добро, мислам дека имаме темата. Види ги деталите, човече. Добро, што мислиш, колку време им требало да го направат ова? Ова, ако го правили за седница машини, недела дена максимум. Но чекай, зашто викаш им требало да го направат? Каза дека се поише ние, може еден човек е сам. Сите овие резби се како сцени од Светото писмо, така? Да. Освен една. Не ја видел? Па има една каде што има тројца луѓе, што не се светци, имаат чеканчи длето во рацете, така 100% не правеле со ценица компјутерски. И сега тоа ќе му даде некој начин као автопортрет на дрворезбарите, а? Па дрворезбари или купаничари, како што некои сакаат да ги наречат, ама туку останува прашањето кои се тие? Овие врвни мајстори во сликарството, копаничарството и архитектурата биле организирани во тајфи. Мијачките тајфи се како семејни предпријатија. Сите овие мајстори биле врвни во најмала рака балкански уметници и го отвориле патот за македонската ликовна уметност. Сите овие фамилии на уметници спаѓаат во Дебарската школа во периодот на македонската преродба. Запознавајќи го светот, се запознаваме и себе си подобро. Можеме да откриеме што е тоа што го сакаме, што е тоа што не плаши, што е тоа што не интересира и така натаму. Овој пат се возиме низ Тиквешкиот регион. А овие пејзажи кои моментално ги гледате, популарно се наречени вински патишта. Не знам дали баш сите патишта водат до Тиквешијата, но патот на виното дефинитивно поминува од тука. Да не ти треба помош? Чекай. Поживел ли? Топе вино. Но ми фали нешто. Не, ти фали музика.
Дали ти мислиш дека јас не помислив и на тоа? Од кај сега извади виолина, молим те објасни ми. Седи мирна. Оп. Што да ме знаеш да свириш? Слушај и гледај. А секое патување е полесно со музика. Особено ако музиката е балкански джез. Дали си или не си моја беби? Музиката и танцот се нераскинлив дел од човекот како културно и експресивно битие. Од древни времиња, па се до денес, од најдалечните агли на планетата до Балканот, музиката поврзува луѓе, култури, времиња. Како религиска пракса или како народен обичај, музиката и танцот се нашата врска со самите себе. Да не се оддалечуваш од мене? Барав мрежа. Зошто ти е мрежа? На Ана сакав нешто да ѝ се јавам. Ти реков дека Ана не може да дојде. Уживај малку, бе, Дритон. Диши чист воздух, олабави се. Ајде по мене. Ола, това е изворот. Кој извор? Изворот на нашите пари. Јас мислев изворот на нашите пари се од продукција. Точно, ама тука се создаваат сите пари. Овде? Ајде си набереме Ајде пари. си земеме парички. Во моментов, во Оптек се 7 банкноти со кои тргуваат нашите граѓани. Почнувајќи од 10, 50, 100, 200, 500, 1000 и банкнотата од 2000. Името на нашата валута е денар. Сликите на нашите банкноти се вистински пример за прогресивна и обединувачка представа на нашите вредности, идентитет и историја. Наместо за војни и историски фигури, приказната на денарот раскажува за уметност, преку скулптури, мозаици, дрворези, фрески, накид, архитектура. Наместо за битки и за победи, преку вештите раце на непознатите уметници, зборува од нашето далечно минато. Оваа година, за разлика од претходната, Дритон и јас покрај тоа што запознававме нови луѓе кои што ни збореа за различни теми на различни јазици, имавме и нови сопатници со кои што истражувавме заедно. Дритон, Што направи се, Анатке? што направи ја, бе, Дритон? Па ти си крива. Па од кај да знам дека ако кликнам стварно ќе ни даде магариња? Римскиот пат Вија Игнација е изграден во вториот век пред нашата ера од конзулот Гнеј Игнациј. Овој пат долг 1120 километри во тоа време бил невиден инфраструктурен подвиг. Се протегал од Јадранот па се до Босфорот. Поминува низ денешна Албанија, Македонија, Грција и завршува во Турција, односно Истанбул.
Идејата на патот била да ги поврзе градовите низ кои минува, да стимулира трговија и економски просперитет и најбитно од се, да поттикне комуникација и размена на идеи помеѓу различните култури од Западот и Истокот, кои досега речиси воопшто не се сретнувале. Во втората сезона влеговме позрели и посигурни во себе, па го разигравме Радиус со нови другари и нови перспективи. Наталија се покажа како одличен истражувач и детектив во епизодите за парите, Баба Планина и Вија Игнација. А со Лазар заедно филозофиравме за универзумски прашања. По лесната патека или по средната? Па ако ти е тешко, можеш по лесната, јас ти одам по средната патека. Види, вонземјански тангирчиња. Овде. Овде е за комуникација се, а? Види, вонземјански шипинг. Аме, доста... Ти мене ме зезаш, ти ме кам, ако бе. Вако ако лапнеш едно, одиш директно на Марс. Кој последен се смее, најсладко се смее. Ајде. Не мислиш дека некој не гледа? У моментов? Големата мечка. Не, озбилно. Вака кога лежам и кога гледам у небо, имам чувство како и небото да ме гледа мене. Не ти се случило да си лежиш вака и да си мислиш дека некој вака не гледа у моментов и си збори за нас, например? Кој, например, Балазел? Кој се збори за нас? Вонземјаните. Што смее? Ти стварно не веруваш во вонземјаните? Ајде, бегај. Стварно не веруваш? Бегај, да има вонземјани, сигурно не седат да прават муаве за нас. Друго се далеку. Какво далеко е? Тие се околу нас цело време. Ајде бе, челендж да ми докажеш дека постојат вонземјани? Ова не ти е доволно? Не бе, треба да идеме на патување. Може? Ќе ти докажам. А јас имав дури и една соло авантура. По патеката на кралот на Балканското животинско царство. Рисот. Така, здраво. Денешната мисија е да го најдеме кралот на Балканското животинско царство. Малку е срамежлив, така да може да испадне Mission Impossible, иначе станува збор за балканскиот рис. Ја доста истражував и сватив дека е многу убава мачка. Може да се каже дека е Леонардо Ди Каприо на дивите мачки. Ајде да видиме колку имаме среќа денес. И така започна мојот мал личен обид за wildlife новинарство, што на буквален превод на македонски јазик би звучало отприлика како дивосветско новинарство. Прегледувајќи ги сите овие видеа, не можам да не се почувствувам гордо и исполнета. Од обично пополнување време во борба против досадата, овој влог се претвори во отворена платформа за сите аматери истражувачи кои се љубопитни за себе и светот околу нив, кои сакаат да ги предизвикаат предпоставките и предрасудите и да ги слават прекрасните хаотични мозаици на нашиот регион. Продолжуваме да го шириме кругот. И во трета сезона.